Здраво, јас сум Тина, дел од тимот на Младински филмски фестивал Скопје. Одлично, особено годинава имаше некој посебен шарм со причина што имавме повеќе програми. Имавме главна програма со ревии на филмови, едукативна програма која го зголеми интересот за нашиот фестивал и ни даде можност повеќе да ги уклучиме младите филмски работници. Работилницата која беше одржана во рамки на оваа програма во соработка со Гоа Планина, Котур, Персона продукција и други, стварно ни овозможи простор да дадеме на младите автори да се покажат себе си. Музичката програма мислам дека беше најинтересната и уште повеќе ни помогна да повлечеме публика, ама во глобала мислам дека оваа година беше една пресвртна точка за нас, за да знаеме следна година како уште повеќе да овозможиме на младите филмски работници да дојдат и да учествува и да се поминат убаво. Важно е, бидејќи нема никој друг. Ние сме фестивал кој се фокусира главно на младите филмски автори, што тоа не дели од другите филмски фестивали, особено поради фактот што ние се фокусираме на филмски автори кои се во подем, што значи се на почетокот на својата кариера и тоа е еден момент за нас кој ние овозможуваме простор и аутлет како би можеле младите филмски автори да се покажат себе си. Тоа е ние глобалната цел овие 4 години дека го организираме фестивалот. Покрај сите други филмски фестивали што постојат каде што сите млади можат да идат, нас фокусот наставен на студентите и особено тие кои само што почнале со својата кариера. Значи, во глобала, нашиот фестивал при изборот на филмовите секако се фокусира на возраста. Но сепак кога мислиме на еден младински филм, повеќе мислиме на себесноста што имаат младите автори да покажат идеи и не знам, ако има некоја визија да створат во филм нешто што можеби напред за времето во кое живеат. И самиот младински филм го прави значи авторот што треба да биде една личност која е сервесна, која има идеја, има волја, дека ако го видиме таа група на луѓе кои доаѓа со филмови кои се млади автори, сите тие се полни со многу љубов, многу волја да направат нешто што можеби се уште во просторот каде што се наоѓаат не е остварено. И нашиот главен фокус секој пат е да ги натераме да се сервесни, да бидат напред, да не им биде срам да застанат пред публиката и да речат видете што направивме. Кај нас има прво пред се многу голем интерес за филмот, и кај младите и кај повозрастните. Моментот е што ние не го гледаме толку подемот, бидејќи не се прави толку големо промо во нашата држава, особено за тие исклучителни филмски работници кои се домашни, кои имале премногу успех во Европа и надвор, и подалеку, буквално. И моментот е што покрај промото кое треба да се направи, што имаме недостиг од поддршка од самите државни институции, што верувам дека е најбитниот момент. Треба повеќе индустријата да биде поддржана покрај самите луѓе што буквално тука се, нигдека не идат, имаат интерес, сакаат да креираат. Државата, особено институциите кои даваа фондови, кои се настроени кон да прават проекти, уште повеќе интерес да имаат за значи како за нашиот фестивал, така и за филмските работници, така и за секој друг кој планира во иднина да се занимава во оваа филмска индустрија. Оваа година за прв пат организиравме работилница за музички документарци, која се состоеше од 10 бендови со 10 режисери и учесници кои се нафатија да дојдат и потрошат своје време и своја волја и своја креативност. Во глобала фокусот беше ставен да се даде простор на млади филмски работници кои повеќето заживеат без искуство, што прв пат беа на сет, прв пат снимаат, прв пат гледаат како се прави еден филм, да речеме. И моментот е многу битен што како дел од нашата едукативна програма, покрај што се фокусираме на ние во глава на студентите, значи зборуваме факултет и по-возрастни категории, овој пат имавме можност да се фокусираме и на средношколци, што беше одлично, бидејќи за тие 10 бенда, со тие 10 режисери, им се даде можност на многу млади луѓе што никад не виделе како се прави филм, никад немале искуство на сет,
да дојдат и малце поише да дознаат за себе си што ги интересира, мислам, ни доаѓаат учесници кои сакале камера, нели, да работа и онда дознале дека многу повеќе им одговара звук. Беше многу специфичен момент за нас како фестивал, што беше нешто што не бевме толку сигурни како ќе се одвие, дали уопште интерес ќе има. Ама лично можам да кажем дека и пред да мислам со првото пуштање на тој постер дека ќе правиме работилници, интересот беше нормално голем. И дури луѓе очекуваа сега, мислам, од коментари што ги добивавме во текот на овие фестивалски денови, луѓе ги интересира дали следна година ќе се деси истото, дека мислам работилницата е најзначајниот елемент моментално во едукативната. Оваа година немавме финансиска поддршка од државата. Во глобално тоа се дължи на нефункционалноста на некои од институциите од кои баравме финансиска помош, ама за некоја среќа ни се отвори можност да работиме прв пат вака без буџет, што беше доста едно искуство што мислам дека секој што не се занимава со правење на фестивал би требало да го има, ама за нас беше доста голема лекција, особено бидејќи имавме можност спонзори да ни доаѓаат што беа многу фини и многу не поддржаа на многу практичен начин и стварно едно големо фала до сите спонзори што не поддржаа, ама моментот е што верувам финансиската поддршка од државата што треба да се добие е најклучниот момент, бидејќи е само одраз на колку државата всушност има интерес за ова што го правиме, дека џабе ние мислам џабе институциите да зборат дека сакаат да ги поддржат младите, сакаат да помогнат, ги интересира ова што правиме, а истото се контрадиктираат самите со тоа што не поддржуваат финансиски. Верувам дека оваа година и така како што бевме без буџет и со мал број на спонзори работевме си буквално се оддржа така како што го замислувавме, но за следна година се надеваме дека ќе имаме некаква финансиска поддршка од државата, што би било перфектно, ама верувам моментот е дека ако се проба и без буџет да се работи, ќе се оствари, само треба многу храброст тоа да се исчекори така, да се делува, да се плаќа од джеб, бидејќи ние имавме све, поминавме и верувајте е битна лекција да научиш колку ствари има позадина што треба да биде поддржано и колку значи таа поддршка од од самите институции што не обкружуваа секојдневно, бидејќи тука не е само прашање дали парите ни дадат или не, тука е прашање колку државата ќе се нафати да подигне младите, мислам, во контекст на тоа дали има доволно промо за филмските работници кај нас, дали филмската индустрија се промовира доволно кај нас. Се тоа зависи колку е ликава што е кај нас, зависи исто така и од државата колку има интерес да се нафати да не подврши. Повод Филипе, затоа ќе морате вежбаат држава да не пуштите на крајот првниз. Може. Купчето, значи сух за младите во државата, сухото ние кои всушност вежбаат држава.